Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Киси Менада. Ова е првата информација. Денес се празнува светиот маченик Трифун. Традиционално на овој ден се врши закројување на лозјето. Меѓу поголемите празници кои македонскиот народ ги празнува со обичаи спаѓа и Свети Трифун, празник главно посветен на обредното закројување на лозјата. Според неговото житие, светиот маченик Трифун потекнува од Комсада во Фригија, кој како дете бил чувар на гуски, но имал искрена вера и љубов кон Бога. Кога пораснал живеејќи во пост и молитва, Бог му дал чудотворна благодат да лекува болести. Била разболена ќерката на царот Гордијан, која што боледувала психичка болест, како што се вели во житието, слегла од умот. Трифун, кој што дошол и ја исцелил неговата ќерка, поради што царот го обдарил со богати дарови, кои тој ги поделил на сиромашните. Меѓутоа, кога на местото на Гордијан, на тронот на римските императори, ќе застане царот Деки, тој ќе го прогонуват светиот маченик Трифун заради неговата вера. Како после долги мачења, со благословот Божи, ни една мака не успеала да му наштети на овој светол маченик на црквата Христова. На крај неговата глава во 250-та година била одсечена со меч и така тој животот свој го завршил маченички. На овој ден, според традицијата, црквата одредила да се врши благословување и закројување на лозјето. Свети Трифун може да го помолиме да го сочува лозјето, бидејќи лозјето е многу битно затоа што од него се добива грозје, а од грозјето се прави вино, а виното пак е литургиски дар. Да го сочува лозјето, да даде плод, а никогаш нити бил закренен на пијанството, ниту на пијаниците, затоа таквото зборување е греф и хула. Во местноста Викана Млака во Лешок денес прота Александар Стојановски изврши водосвет, благословување и закројување на лозјето. Се закројува лозја во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Секоја година се одржува традиција, не останало ракија да грееме, да се состанеме вака другари, пријатели, да се видиме. И од тука после адето ќе се направите попот доваѓа водата га крштева овдека и кој како сака зема за дома вода и после од тука заминуваме таму појатата и појатата еден ручек скромен. Инаку денес, според римокатоличкиот календар, се празнува закрилникот на вистинската љубов, заеднички христијански светец, кој православната црква го празнува во септември. Меморијалниот марш што се одржи вчера во спомен на трагичната автобуска несреќа кај Ласкарци беше заокружен вечерта на градскиот плоштад во Гостивар. Учесниците беа пречекани од голем број граѓани кои на ваков начин се приклучија во оддавањето почит на жртвите во несреќата. Споменот и болката по загубата ги обединија граѓаните на Гостивар. Вчера во чест на кобната несреќа кај селото Ласкарци се одржа меморијален марш, кој што се заокружи навечер со собир на градскиот плоштад. Групата планинари кои испешачија околу 55 километри на плоштадот беа пречекани од голем број граѓани, кои на ваков начин се приклучија во оддавањето почит на жртвите во несреќата. Минатата година на 13 февруари 2019 година во оваа време бе во војна болница. Една година подоцна, со сите тие што беа во овој меморијален марш, констатирам дека сите што тргна од Ласкарци стигнаа во Гостивар здрави и живи и тоа ме радува многу. Практично еден ден кој што беше многу трагичен ден за Гостивар. Целта на овој марш е порака до сите институции да функционираат така како што треба, се со цел никогаш да не се повтори. Не само во Гостивар, туку никаде. Пораката е многу тешка во овие тешки моменти, се кажуваат после една година загубата на нашите дечиња, нашите блиски, нашите роднини. Остануваат вербата во Бога, а и овие наша верба што нашите денес патуваа со марш, да се подсетат, да се подсетиме сите институции, а и сите вероисповести дека овој живот е краток, но сепак остануваат нешто што треба сите да не возвеличува, а тоа е вербата во Бога. Зборови немам со што може да ги утешам нивните семејства,
не постојат, но затоа стане вербата во Бога. Нека Господ ги прости сите наши чеда на овој свет. Градоначалникот кажа се, само сакам да им заблагодарам на сите учесници што беа дел од овој настан и им се заблагодарувам на полицијата, на државните патишта и на градоначалникот што не поддржуваше со материјална и логистика, со материјални средства и логистика. Тоа е се, ви благодарам. Од локалната самоуправа и планинарите организатори на меморијалниот настан изразија надеж дека маршот во спомен на трагичната автобуска несреќа ќе прерасне во традиција. Претоварната станица за комунален отпад, која пред неколку месеци беше дислоцирана во атарот на село Фалише, работи без стандарди. Сметот од домаќинствата пред да се однесе во депонијата Дрисла се истурана земја, наместо во системот за претовар, кој се уште не е поставен на оваа локација. Од општина Тетово одлучија претоварната станица која функционираше повеќе од една година кај Тетовски Требош да се премести во атарот на село Фалише, но таму системот за претовар не се постави, па сега веќе половина година отпадот пред да се однесе во скопската депонија Дрисла се истура на земја. Првиот човек на општина Тетово Теута Рифи, решението на проблемот со комуналниот смет го гледа во стандардизирање на депонијата Русино-Гостиварско, која ќе ја користат сите општини од Полошкиот регион. Ние во рамки на проектот, швајцарскиот проект за депонијата Русино, исто така во рамки на проектот и студијата ги предвидува уште две трансфер станици, да поради тоа едната ќе биде во Тетово, другата ќе биде во некоја друга општина која ќе се одлучи, така да меѓу другото тоа се чекаат уште некои работи во однос на финансирањето, што сметаме дека имаме уште еден друг извор на финансирање. Проектот стандардизирање на депонијата Русино финансиски го помага швајцарската влада. Со реализација на истиот се очекува да се реши проблемот со комуналниот смет, кој ги засега сите општини од Полошко. Во средните училишта во Гостивар еднаш неделно се одржуваат средби на кои се разговара за безбедноста во училиштата, проблемите на учениците и други теми во интерес на младите. Таков состанок се одржа и денес во Средното техничко училиште. Во гостиварските средни училишта отпочна серија на состаноци, во чие средиште се проблемите и предизвиците со кои што се соочуваат учениците. На средбите се разгледуваат состојбите со безбедноста во училиштата. На младите им се укажува за опасностите од алкохол и дрога и се дискутира на разни теми што ги засегаат средношколците. Таков состанок денес се одржа во Средното техничко училиште. Денеска сме собрани тука од представници од полиција, од социјална, од родителите, се деца, ученициве, унија од ученициве, професионална служба, директори и ние од општина, да имаме соработка меѓу училиштата, да видиме какви проблематики има. Професионалната служба има, ти им дава насоки како и што треба да се однесува, ти дава извештај секој петок кога ќе собираме. Целта е тоа да имаме што помалку проблеми низ училиштата и тоа да влијае позитивно и кај професорите и кај деца. Стручните лица сметаат дека со средношколската популација особено треба да се работи во насока на поголема почит кон професорите и посериозен однос кон училишните обврски. Па знаете, младите сега е некоја нова генерација, би ги нарекла јас генерација на телефони. Тие се знаат и некако училиштето, средното училиште им е веќе видено. Се ставаат во улога на возрастни, се ставаат во улога на наставници, нема почитување, нема хиерархија, значи за нив и наставниците и возрастните се рамни на нив. Се однесуваат со нив дури пониско од колку со нивните врсници. Одржувањето на превентивни состаноци во средните училишта во Гостивар доби позитивни реакции од училишните раководства, родителите и од самите ученици. Сите се согласуваат дека тоа ќе биде од помош за надминување на проблемите и тешкотиите во училиштата.
Пронајдено безживотно машко тело во близина на автобуската станица во Тетово. Слушнете ги деталите од денешниот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Денеска околу 8 часот и 20 минути во СВР Тетово било пријавено дека во непосредна близина на автобуската станица во Тетово било пронајдено безживотно тело на машко лице. Веднаш се упатени полициски службеници кои набрзо со јавен обвинител извршиле увид и било утврдено дека станува збор за 69 годишен тетовец. Лекар по судска медицина констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител телото ќе биде предадено на семејството. Вчера околу 23 часот и 15 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20-годишникот Куманово и 20-годишникот село Ризари, општина Липково, затоа што при нивен преглед пронајдена им е марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 15 часот и 30 минути 54 годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 13 часот на плац на шлеп служба во Гостивар бил нападнат од куче и бегајќи паднал и се здобил со тешки телесни повреди. Се расчистува и документира случајот. Исто така во текот на вчерашниот ден во 14 часот жител од долнореканското село Жировница во СВР Тетово пријавил дека предходниот ден околу 8 часот во близина на селската џамија неговата 19 годишна ќерка била касната од куче скитник на левата рака. Викендов продолжуваат надпреварите во првата македонска фудбалска лига. Ренована домашен терен игра со Силекс, додека Шкендија гостува кај Академија Пандев. Утре со надпреварот помеѓу Вардар и Македонија Ѓорче Петров официјално започнува пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига. За тетовските екипи првенството започнува еден ден покасно од официјалниот старт. Шкендија ќе има тешко гостување во Струмица против екипата на Академија Пандев во дербито на 19-тото коло. Фудбалерите на Ренова ја започнуваат борбата за опстанок со домашен дуел против кратовски Силекс. Дуелот помеѓу Академија Пандев и Шкендија се игра во недела со почеток во 13 часот на стадионот Благој Статов во Струмица, додека надпреварот помеѓу Ренова и Силекс на програмата е исто така во недела, но од 14 часот на градскиот стадион во Тетово. Мислам дека со тоа што покажал Ренова и у првата полусезона и ова, значи неколку пријателски игри, ја мислам дека ние заслужуваме да бидеме у средниот дел на табелата, али очекувам и добро судење, значи имало некои грешки кои влијаеле од судењето, значи што влијаеле на резултатот ова полусезона, што помина сега, очекуваме ова да биде малку по-конкретно да биде, зашто некојаш и тие судиски грешки влијаат у текот на табелата и значи како ќе се одвиваат работите. За нас важно е првенството, важно е опстанокот, како било ситуацијата значи у клубот, каде што стварно знаеме како била Ренова, тенка клупа, мал фонд на играчи. Тие работи значи влијае у ситуацијата и у бодовното салдо на нашата екипа. На половина од сезоната лидер на табелата е Скопски Вардар со 36 поени. Следуваат Шкендија и Академија Пандев со 28, односно 27 бодови. Ренова е на 9-тата позиција со 19 поени.
За крај информацијата дека на барање на гледачите во сабота и недела во 18 часот ќе ги репризираме прославите на водици од регионот. Ви благодариме на вниманието и останете со нашата програма. Пријатно!